Мислам дека треба да се задржиме на суштината на ова законско решение и мислам дека треба самото Министерство за финансии да даде коментар. Што е главната моја причина и вака би рекол суштината која што ме наведува во прашална форма да ја поставам оваа теза. Во ред, сите сме согласни дека ова треба да се подржи за да се одблокира и општината, но да се одблокира и предпријатието. Тука меѓу нас има луѓе кои што работеле и во други финансиски институции, Управа за јавни приходи, Министерство за финансии во приватниот сектор. И што се поставува сега како легитимно прашање? Доколку ние на овој начин интервенираме во ова предпријатие, дали воспоставуваме принцип дека утре вака треба да помагаме на сите предпријатија кои што се заговари. Конкретно сега има во државата, би рекол, две предпријатија што мене ми текнуваат. Железници, транспорт и инфраструктура е еден од најсериозните заговари, како и поново Елем и Мепсо. Дали утре, доколку ние како пратеници го воспоставиме овој принцип, ќе треба за 6 месеци, 10 месеци, 12 месеци да интервенираме исто вака на начин на кој што ќе ги покриваме долговите и на другите предпријатија заговари. Ме интересира отворено и навистина би сакал да го знам одговор. Зошто? Заради тоа што во изминативе 32 години секогаш кога има промена на одредена политичка елита на одредено ниво на власт, дали е локално или централно, првото што го прават тие што доаѓаат новите е дека општината или предпријатието е презадолжено, владата се гуши во долгови, затоа некои проекти не може да се имплементираат. Сега, дали ние со овој начин даваме условно кажано одредена амнестија на тие што ги администрираат институциите и даваме принцип кој што утре би можел да биде и предмет на политички преговори помеѓу одредени партии за создавање на одредена коалиција. Тоа значи дека конкретно, не знам, оваа предпријатие во железници инфраструктура, еве го кажувам тоа како предпријатие кое што е заговар, може да продолжи со ваквото работење, да не ги стега расходите, да не генерира приходи, да не се трудат да ги зголемуваат приходите и да се надеваат дека утре со ваков предлог на закон, преку одредени коалициски или политички преговори, владата ќе испрати до собранието, пратениците ќе го поминат и на некој начин тие ќе продолжат да се однесуваат така неодговорно кон средствата на сите граѓани. Затоа сметам, би сакал да знам дали во рамките на Министерството се извршени одредени разговори за ваквото однесување да не продолжи или да не воведеме принцип дека предпријатијата, општините, институциите или било кој друг може да се однесува на начин на кој што се однесувале менаџментот на ова предпријатие во сите изминати 32 години без разлика од каде доаѓа, а потоа да стигне закон од владата до собранието и ние како пратеници да го поминеме и на некој начин, повторно да кажам, да дадеме амнестија на некое одредено неодговорно однесување. Благодарам.